Денеска по налог на јавното обвинителство еден македонски новинар, уредникот на порталот Лидер, беше повикан во МВР каде што требаше да даде објаснувања за објавениот аудиоматеријал во кој се слуша дека градоначалникот на Шуто Ризари од СДСМ Курто Дудуш практично киднапира и малтретира еден негов сограѓанин. Досега македонската јавност немаше прилика да види за кого точно се работи, кој е жртвата на градоначалникот на Шуто Ризари Курто Дудуш. Тоа е лицето Сенад Јашар, кој што е овде денеска со нас во Алфа. Сенад, помина веќе 7-8 месеци од инцидентот, ти се уште не можеш да ја добиеш правдата за тоа што се случи на крајот на април. Точно така, помина веќе 7-8 месеци. Бевме на суд 2 пати, беше повикан, не дојде од негова страна. Очекувам, утре да биде повикан и да дојде и да биде присутен на судењето. И сакам судот да се донесе правата одлука кој што треба, зашто јас сум тој што сум оштетен од неговата страна, што физички ме малтретираше, ми ја затвори вратата у неговата канцеларија кога ме повика. Да така сакам службите и надлежните што се во основниот суд Скопје да си ги извршат сите конкретни работи кои што треба. Така. Сите бевме сведоци на тоа што се слуша на аудиото материјалот. Можеш ли ти вака сега, знам дека ти е тешко да се потсетуваш на тие тешки моменти, да ни објасниш што всушност се случи во моментот откако градоначалникот на Шуто Ризари те повикува по телефон да дојдеш во општината? Вака, не ме повика, туку ја прво му звонев на телефон на него, едно 10 пати, он не кеше да ми одговори. Откако јас му пишав порака, и он со пораката ми се обрати, дојди во општината, чекам. Тој момент ја идејќи во општината, не ни размислував, не ни очекував дека он со таква намера ќе ми возврати мене, зашто беше многу близок со мене. Ништо од моја страна не беше наштетен, не сум му ни наштетил ни на него, ни на неговата фамилија. Кога се качив горе и ми рече дојде, да, викам, чекај да затворам вратата да не избегаше надвор. Стана, ја заклучи вратата, ме седна на столче, почна да ми се изразува со некои непотребни зборови негови и они советникот Измир. Тројца беа натре, градоначалникот, советникот и новинар. Почна прв да ме пцуе, како ти смееш мене да ме пцуеш, а од тоа нема врска дека него сум го опцу. Ја му реков, ти требаше да ги слушнеш двете страни, и неговата, се ја слушна и мојата, доколку не веруваш на мене, испадни надвор, прашај ги луѓето, ќе ти кажат. Он не почна, ти мене ме пцуеш, ти ова, ти она, почна да ми удират. Прво стана градоначалникот, па после советникот негов. Ве удираше со дупаници и шамари. Така. По предалот на главата и телото. Наводно јас сум го пцуел него и фамилијата. Но тоа нема буквално ништо, вистината не е. Рече дека ти ја затворил вратата, со клуч ја заклучил практично, така? Влегов, ја затвори вратата, клучот го извади од вратата, дојде, ми го направија тоа што ми го направија. Имате ли вие и поинаков вид на релации, од типот на бизнес релации? Имаме една информација, не знам колку е точна, дека вие сте биле дел од еден правен субјект, фирма, која што практично била отворена на ваше име, но од други лица. Така, точно. Таа фирма требаше да биде отворена, вработен бев кај него, што ми кажа што и го правев, што зависев од таа работа. Ме натера да отворам фирма, зашто он требаше да отворат во болницата што е Влае геријатрија. Да, во таа болница. Требаше да отвориме поради таа смисла, што требаше тендер да се земе на фирмата ја да бидам као овластен и тендерот да го добиам ја. Ама со тек на времето
гледав дека почна нешто проблемите почна и не ни завршивме. Директорката што е од геријатра не прифатила, не им го дала тоа што они го бараа од незе. И така не успеа тоа да го добие тој тендер он таму. Да. А подоцна директорката, ако не се лажам, беше сменета. Не, тој период не била. Кога ние сакавме да отвориме фирмата. Така. А да се вратиме сега малку на периодот по инцидентот. Вие веднаш по инцидентот добивте сигнали од Курто за да се смири работата. Директно од него не. Од лица што ми ги прати, наводно не кажа дека директно од него, они доја ми рекаа, дај ќе му повлечеме некои пари и да повлечеш да не ни размислувам да направам што тако нешто да повлечам. Да добиеш пари практично за да се откажеш од тужбата, Да. така? Исто така ми пушти уште еден човек, што нема да употребам имиња од нив двајца. Третиот човек ми го прати, не ми се јави, Нежет Мустафа. Конкретно према него немам ништо. Само му реков, нема што потреба да ми нудиш такви работи што он сега ми ги дава, ми нуди поубава работа наводно, ќе ми даде решение одма, поголема плата, да така не прифаќам ништото и ќе одам до крај. Ако е потребно жртва ќе идам до крај. Така. Ти веднаш по инцидентот на редниот ден си пријавил, претпоставам, во полициската станица во Чаир. Така. Како беше искуството во таа полициска станица? Како? Кога отидов ја да пријавам, ме внесов натре и ми спрашуваат што, како почна. Како, ајде да повлечеме, знаеш, сепак градоначалник, ти си бил негов човек. Полицајците ве тераа да ја повлечете пријавата. Така. Не прифатив, значи јас и решив тоа што го решив, што сум го умил и тоа ќе го направам до крај. Се плашиш ли? Сепак се работи за сериозен, моќен човек, член на големата, на владеачката партија, човек на кој што на последната забава во Шуто Ризари, денот на општината, ако не се лажам, беа покрај градоначалникот се разбира, министерот за внатрешни работи и подпредседателот на СДСМ. Види, вака значи да, имам страв. Ама јас сум кажал, значи закане немам од никого до сега и не сум имал. Значи ја тоа го имам кажано на службите од полицијата, значи до сега сум немал закани од никого. Секоја закана што ќе дојде, тоа ќе биде од негова страна. Да, он може се што да ми направи, он е моќен и со пари и со све. А така може он кого сака може да пуши да ми направи се и се што. Така не сум сигурен и безбеден. Така, меѓутоа очекуваш дека правдата сепак на крајот ќе дојде. Да, очекувам правдата да испадне како што треба, значи сакам судството да се одлучи да го најде вистинскиот правец.